Нови 12 дела од капиталните едиции, антологија на светската поезија, превод на антологија на македонската книжевност на 6 странски јазици и македонски искушенија, денеска беа промовирани во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. На промоцијата присуствуваа премиерот Никола Груевски, министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска и бројни еминентни личности од областа на историјата, уметноста и книжевноста. Во сите изминати неколку години, поттикнати од состојбите со фондовите на стручна и високо ценета научна литература, како влада иницииравме повеќе крупни проекти кои значат големо придвижување на нашата земја во овие области. Зад нас се стотици промоции во рамките на проектите превод на 1000 стручни научни книги и учебници од кои се учи на највисоко рангираните универзитети во светот, Звездите на светската книжевност, 130 тома македонска книжевност, македонски дејци, превод на антологии од македонската книжевност на 6 странски јазици, проектот Македонски искушенија, проектот Врвови на светската филозофија, историја и психоанализа. Сите овие проекти, како и стотици книги, кои ги промовиравме во нивни рамки. Сето тоа е резултат на нашите заложби, културата да се постави во самото срце на системот и како никогаш преходно да се инвестира во нејзиниот развој. Груевски посочи дека секој од трите проекти кои денеска се промовираа имаа различни цели. Со делата од проектот Антологија на светската поезија се донесува сето она што недостасуваше во Македонија или беше тешко достапно за читателите. Со делата Антологија на македонската книжевност на 6 странски јазици, како што истакна премиерот, одиме во обратен правец, од Македонија кон светот. И третиот проект Македонски искушенија обработува теми од минатото кои беа оставени во заборав. Овие капитални зафати за прв пат се реализираат во нашата држава и со нив ние несомнено ја збогатуваме македонската култура и литература, ги доближуваме делата на светските автори до македонската читателска јавност, но и ги афирмираме врвните македонски книжевни вредности во меѓународен контекст. Во таа смисла уверена сум дека сите овие изданија, сите овие едиции ќе имаат трајно влијание во нашата културна средина, бидејќи преку нив ние ќе создаваме едуцирани генерации со висока развиена интелектуална свест, со јасна перцепција за вистинските вредности. Ќе создадеме генерации кои ќе имаат длабоки сознанија за собствената историја, за собственото минато, кој ќе биде патоказ кон нивната иднина. Канческа-Милевска посочи дека сите овие дела го збогатија едукативниот процес и ја позиционираа Република Македонија меѓу земјите кои достојно го негуваат сопственото, но и наследеното европско и светско културно и книжевно богатство.